Младински образован форум е организација која што работи на промоција на критичкото размислување, па како една од активностите кои што ги правиме во насока на тоа е токму оваа работилница која што се случува во склоп на форумот за невладени организации, односно недела на невладени организации, поддржан од проектот на УСАИД за граѓанско општество. Сега токму оваа работилница или обука тродневна ин видео веритас која што ја насловивме, се случува тука во просториите на општина Велес и има за цел да ги информира младите за тоа што се дезинформации, како да ги препознаат дезинформациите, на кој начин можат да се информираат себе се, како да прават разлика помеѓу информации и дезинформации и да ги поттикнат да размислуваат зошто дезинформациите се штетни. Самиот тренинг, односно самата работилница која што трае 3 дена, е составена од 2 дела, теоретски и практичен дел, со тоа што во теоретскиот дел се поминуваат токму овие содржини, што се дезинформации, како влијаат, како да се препознаат и како да се справиме со нив. А од друга страна пак практичниот дел ги учи повеќе како да се создаде едно видео преку кое што ќе може да испратат порака и да дадат информации до јавноста како да се справат и со дезинформации и како да ги препознаваат. Од прилика тие се областите кои што ги опфаќа оваа работилница. Денеска на вториот ден нашите учесници беа дел од форумот за невладени организации кој што зборуваше токму на оваа тема, креирање на јавни политики и исправување со дезинформација. Сега продолжуваме да снимаме анкети кои што понатака ќе се имплементираат во видеата кои што младите ќе ги изработат и веќе утре ќе биде последниот дел кога ќе се монтира видеоматеријалот и ќе се подготват финалните продукти. Дали се потребни повеќе работилници вакви кои ќе ги научат граѓаните да препознаваат дезинформации или има и други некои начини кои би помогнале на откривање на дезинформации? Во главно, препознавањето на дезинформација е многу блиско и многу е сродно со критичкото размислување. Ако имаме млади кои што се способни критички да размислуваат, имаме и млади кои што ќе можат да препознаат информација од дезинформација. Меѓутоа, овој начин и овакви работилници кои што во својот фокус ја имаат медиумската писменост или делови од медиумската писменост се многу значителни и особено се потребни сега во услови и контекст каде што самото образование не ги нуди како такви, односно многу малку се среќаваат содржини од медиумска писменост во рамки на формалното образование, па е потребно да имаме повеќе вакви тренинзи со цел младите да бидат информирани.